кога се зборува за Црвен крст, општинска организација на Готино и посебно проектот ПХВ, Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, ме врзуваат многу убави работи кои што траат веќе подолго време и можам да кажам дека е тоа вистинскиот проект за сите оние кои што досега биле, се и ќе бидат дел од овој проект. Активно почнав 2006-2007 година, кога од општинската организација бев избран за дисеминатори, каде што со група на луѓе од млади луѓе од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи на Готино, заедно изработивме и реализиравме цел циклус тогаш како дисеминатор, заедно со првите учесници Симон Андов, Лагица Петрова, Теодора Иванова, Илија Илов, Сања Димова и други, и заедно почнавме да работиме на тој проект кој што се радувам дека трае веќе 8 година поред во нашата општинска организација и можам да кажам дека сум горд на тоа што ПХВ проектот како проект во Готино е многу успешен, а ние сме една од најуспешните општински организации во Република Македонија. Сакам да кажам и да истакнам дека овој клуб на млади кои што веќе функционира и вие како млади луѓе работите и го работите како носечки проект ЦК ПХВ проектот и други проекти кои што ги реализирате, настана значи овој клуб како производ на ПХВ програмата. Со волонтерите во општинската организација, кои што исто така, значи јас посебно сакам да работам со млади, тоа е мојата професија, сум во многу добри релации, се разбираме, ги ја пратам нивната работа, ви кажав на почетокот пред 7-8 години кога почнуваше проектот тука, бев повеќе ангажиран и сега ми е многу драго што од страна можам да ја следам вашата работа, односно работата на младите, и сум многу задоволен што вие како млади луѓе самите ги работите и ги реализирате проекти кои некогаш многу тешко може да ги реализирате и постарите. Како и за секој друг ПХВ проект, седнавме 5 волонтери и размислувавме. Тргнавме од нас и овде застанавме. Ја имавме целната група некаде меѓу нас. Браточетката на една волонтерка имаше споени прсти на десната нога кои ги отежнуваат одењето. За да се реши ова и беа потребни средства за операција. Тогаш ние решивме да направиме хуманитарна представа. Бевме режисери, глумци, сценографи, водители. Собравме доволно средства за денес Хулија нормално да се движи. И како награда добивме петка со сонце и пехарот во нашиот град. Желбата и љубовта се крилја за големи дела. Ова беше мотото од кое понатаму продолживме да патуваме, да ја оствариме нашата хуманитарна цел и да ги научиме оние нешта во животот што ќе не направат посрекни и безгрижни. Раководител сум на дневен центар за лица со повреженост во менталниот развој над 18 години. Што не мотивира да направиме ваков проект? Значи проектот беше инициран од младите од Црвен крст. Тие дојдоа кај нас и не посетија и се договоривме заеднички да изработиме еден проект кој ќе овозможи заедничко дружење помеѓу младите на Црвен крст и нашите корисници на дневниот центар. Во животот е најважен поттикот затоа што се што се работи треба да се работи со љубов која е поттикната длабоко од душата. На таков начин и ние го втемеливме нашето поттикнување за да ја оствариме нивната желба, наша цел. Проектот беше доста интересен, беше иновативен и за нашите корисници, за нас самите и за вас, значи членовите на Црвен крст. Хуманоста е ретка птица која лета во рамките на напатеноста. Испреплетеноста на конците на доброто и злото е она што го прави животот поубав, а понекогаш и посуров. Сите знаеме каков е животот и за жал постојат многу семејства кои немаат ниту кров над глава. Па затоа нашата група составена од 5 волонтери се сложи за овогодинешниот ПХВ проект да реновира куќа на 5-члено семејство.
Во нашиот проект најважна беше тимската работа. Работевме сите заедно, се трудевме и дадовме се од себе за да направиме среќно едно семејство, кое за жал немаше добри услови за живот. Со собраните средства и материјалите донирани од страна на неколку фирми во нашиот град, го поправивме кровот на куќата, а и дел од собите. Реновирањето беше завршено за неколку дена и семејството беше многу задоволно од крајниот резултат, а исто така и од трудот кој го вложивме во сето тоа, бидејќи доволно е само малку за едно лице да се насмевне. Самохраниот родител има две улоги, мајка и татко. Тој е многу тежок, особено ако немат никакви финанси и од никого подршка. Согледувајќи ја тешката состојба на самохраните родители и колку тешко се справуваат со секојдневните проблеми, кај Клуб на млади најмногу проработи свеста да и се помогне на оваа група граѓани. Овој живот на оваа група најмногу ги погоди Клуб на млади на Црвениот крст и затоа тие преку ПХВ проект одлучија да го отворат Клубот на самохраните родители. Тој е официјално отворен на 11 февруар 2012 година. Успешно е отворен Клубот на самохрани родители од страна на Клуб на млади официјално на 11.2.2012 година. Со текот на времето, клубот се регистрира како здружение, но седиштето и закрилата се уште се наоѓаат во Црвениот крст. Клубот на млади Црвен крст Неготино е еден од поактивните клубови во Македонија. Во него учествуваат повеќе млади. За да можат подобро да ги реализираат предвидените проекти зацртани во програмата на клубот, тие одлучиле да си ги подобрат условите за работа. Како прво, се договориле да ги уредат просториите во кои престојуваат, за да можат да работат во попријатна атмосфера. Новиот тепих и чистите ѕидови и врати го прават просторот поубав за работа и дружење. Поделени во групи, сите волонтери реализираат проекти, почнувајќи од собирање на хуманитарна помош, соработка со клубови од други градови, па се до собирање на финансиски средства за загрозени лица. За таа цел, на сите волонтери им е потребно добро уредено катче за работа за реализирање на тие проекти. Бидејќи во Црвениот крст најважна е тимската работа, ниту еден волонтер не остана без работа. Сите работеа на новото уредување во Црвениот крст во слога. Токму затоа и сите беа задоволни од крајниот резултат, бидејќи знаеа дека тоа е направено од сесреце и дека во тоа е вложено голем труд. Проектот Хумани вредности, Црвен крстна акција, за прв пат почна да се реализира во 2006-2007 година по иницијатива на Црвениот крст на град Скопје, значи на градскиот Црвен крст. После тоа проектот го презеде Црвениот крст на Република Македонија и некаде од 2007 година редовно учествуваме и ние како општинска организација на Црвен крст во реализација на овој итекако значаен проект, кој што е финансиран од страна на Меѓународниот комитет на Црвениот крст и еве до ден денеска истиот обстојува и еден од клучните активности кои што ги реализираат младите во Црвениот крст на Република Македонија. ПХВ програмата внесе една живост во активностите на организацијата на Црвениот крст, како во општината, така и во Републиката. Значењето е огромно, бидејќи од една страна ние низ ПХВ проектите добиваме нови волонтери, пред се млади волонтери, така да се зголемува бројот на активистите на организацијата на Црвениот крст од една страна, а од друга страна истите изготвувајќи ги проектите од страна на овој проект и како се добре дојдени за помош и разрешување на одредени проблеми со кои што се соочува населението во општините Неготино и Демеркапија. Во текот на овие години, додека се реализираше проектот, ПХВ проектот, општинска организација се наоѓа стално на врвот меѓу најдобрите организации на Црвен крст. Да спомнам дека пред минатата година општинската организација на Црвен крст и го доби пехарот за најдобра организација во областта на ПХВ-то. Исто и оваа година беше една од рангираните првите 2-3 општински организации, така да на планот на ПХВ како резултат
на ангажирањето пред се на младите, на клубот на млади во општинската организација на Црвениот крст. Ние на овој план на ПХВ програмата сме едни од најдобрите општински организации на Црвен крст во Република Македонија.